Четврток, 28 декември, кратки вести во 12 часот. Новогодишното осветлување како и секоја година се изнајмува. Набавката на реквизити би чинела нешто повеќе од 30.000 евра, а општината се уште не е подготвена да издвои толку пари, одговори градоначалникот Кирил Пецаков по сугестијата од советникот од ВМРО Народна партија Ванчо Костовски општината еднократно и сама да го набави новогодишното украсување. Пецаков се надева дека дури во 2025 кон 2026 година ќе може да се направи ваква набавка и ќе може десетина години да се користат купените украси. Со светот на Биби, денеска на градскиот плоштад во Охрид започнува новогодишната програма што ја организира локалната власт. И деновиве се предвидени театарски представи за најмладите. За забавниот дел на дочекот на новата година на градскиот плоштад во Охрид ќе се погрижат диџеите Јана Слеј и Багзи, Татјана Стефановска, групата ДНК, Нино Величковски и групата Фортуна. Сцените за настаните се веќе монтирани, а денес е поставена и големата Бадникова пештера. Вечерва од 20 часот во кинотека на Македонија ќе се прикаже холандскиот црно-бел филм од Листервелт до Охридското езеро со мотиви од Охрид од периодот меѓу двете светски војни. Во него е употребена соодветна македонска музика, а има и написи на холандски јазик што го илустрираат прикажаното. Во филмот меѓу другото се прикажани сцени од животот во Охрид и Македонија во тој период. Чаршијата, занаетите, тесните калдармисани улички, панорамски кадри од езерото и манастирот Свети Наум Охридски. Времето денес сончево и релативно топло со мала до умерена облачност. Дува слаб до умерен западен ветер. Максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.